Непотизмот во Социјалдемократскиот сојуз нема граници, обвини денес на пресконференција локалниот огранок на ВМРО ДПМН. Очигледно е дека СДСМ владае по принципот преку непотизам до благосостојба во високите ешелони на владеачката партија. Иако досега слушавме само за вработување и поставување на функции на браќа и сестри, сопруги, ќерки, синови, на најблиските соработници на градоначалникот, непотизмот завладеа и во неговата фамилија. Мајката на градоначалникот од неодамна е председателка на жените во Сдруженијето на пензионери во Штип. Но ова покренува неколку прашања. Дали изборот бил транспарентен? Дали мајката на градоначалникот е на функција како резултат на рамноправно гласање на сите жени пензионери? Дали преку функцијата нема да влијае врз гласовите на пензионерите од Штип? И дали СДСМ го стега обрачот затоа што знае дека ќе изгуби на изборите. Во неколку наврати зборувавме за грубиот непотизам кој се имплементира од страна на СДСМ на сите нивоа во јавниот сектор. Овој пример е доказ дека владее беззаконие, нееднаква конкуренција, самоволие, кршење на демократските принципи и дека во СДСМ има паника. За разлика од претходниците кои доаѓа од ВМРО ДПМН, оваа власт и оваа мнозинство не се мешаат во работата на ниту едно здружение, возвратија со писмено соопштение од Социјалдемократскиот сојуз Штип. Подражуваме транспарентни и отворени процеси во сите здруженија преку кои граѓаните имаат можност да се организираат самостојно и без никакви притисоци. Лицемерно е денес антизападното и антидемократското раководство на ВМРО ДПМН да обвинува за постапки кои самите непречено и децениски ги правеле, а кои биле во насока на целосна окупација на секоја граѓанска мисла и организирање. Заврши времето кога една партија наредуваше какви ќе бидат структурите на здруженијата. Сега граѓаните имаат слобода сами да избираат. Граѓаните сами ќе избираат и на слободни, фер и демократски председателски избори, а принципот на право на слободен избор владее во секој сегмент од нашето општество. Стои во реакцијата од Социјалдемократскиот сојуз Штип. Во меѓувреме реагира и Штипското здружение на пензионери. Би сакале да информираме јавноста за искажаните невистини од страна на опозиционата партија на денешната пресконференција. Во нашето здружение не постои функција председател на жени. Горе споменатата членува и активно учествува во одборот на активот на жени на Сдруженијето на пензионери во Штип. Ги повикуваме сите пензионери активно да се вклучат во работата на Сдруженијето на пензионери.